Состојбата со отпадот во Скопје полека се стабилизира. Повеќе од контейнерите се испразнети и нема ѓубре околу нив. Обиколката на канал 15 главниот град покажа дека проблемот со сметот и натаму е предизвик. Помал дел од контейнерите сепак не се испразнети. Од Суткос уверуваат дека со поставувањето на нов директор, јавното предпријатие комунална хигиена ќе почне да функционира подобро. Тврдат дека комуналните работници работат во повеќе смени со ограничени ресурси. Подигањето на смет на територијата на град Скопје се врши со околу 50 до 60 возила во една смена работење. За жал, поради настанатата ситуација, поголем дел од возилата не се во возна состојба, бидејќи истите немаат резервни делови и поради тоа не се функционални, не може да се врши со нив подигање на смет на територијата на град Скопје. Очекуваме полека нормализација на состојбата. Моментално во ЈП комунална хигиена вработените максимално ги извршуваат своите работни задачи со она што им е расположлива опрема за работа. Имено тие во моментот работат со околу 14-15 возила на подигање на сметот од територијата на град Скопје. Дека предпријатието конечно ќе застане на здрави нозе вчера најави и новиот директор Александар Јовановски. Увери дека состојбата со нафтата нема да биде доведена под знак прашање, а примарна цел е чистење на сметот. Моите приоритети со доаѓањето на оваа функција се конкретни. Значи, пребувањето за нафта, кој што е тоа тековното одржување на предпријатието, чистење на градот, исплатата на платите, значи тековното одржување да може функционира и да има непречено собирање на отпадот. Тоа е моето тековно работење тука што ќе биде, затоа ќе се ангажирам. Ивановски дојде на местото на Сабахудин Рустеми, кој пред неколку дена беше уапсен поради проблемот со сметот и заедно со управителот на предпријатието добија 30-дневен притвор.